ова издание, Северна Македонија првпат на самит со лидерите на НАТО. Каков заклучок доби државата? Корупцијата, главна кочница за обнова на Балканот. Дебата во Хелсиншкиот комитет во Вашингтон. САД, истрагата за импичмент на Трамп се сели во Комисијата за првосудство. Постои ли уставна основа за отстранување на председателот? Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Истрагата за импичмент на Трамп денес продолжува во Комисијата за првосудство на Претставничкиот дом. Четворица правни експерти ќе дискутираат за уставната основа за импичмент на председателот. The House Committee on the Judiciary will come to order. Сослушувањата доаѓаат ден откако Комисијата за разузнавање на Претставничкиот дом објави извештај на 300 страници, во кој председателот Трамп се обвинува за злоупотреба при барањето од Украина, политичка помош во изборите 2020-та, како и за обид за обструкција на Конгресот при истрагата на неговите бизниси. Трамп на самитот на НАТО во Лондон ја критикуваше истрагата за импичмент, велејќи дека Републиканската партија никогаш не била пообединета од сега. На вториот ден на самитот на НАТО, лидерите денес се собраа на голф терен надвор од Лондон да покажат обединетост и покрај разликите околу тероризмот, Турција и зголемената нетрпеливост кон САД. 29 лидери, вклучувајќи го и председателот на САД Доналд Трамп, направија традиционална заедничка фотографија пред планираниот 3-часовен состанок. Тие се очекува да објават заедничка изјава, најавувајќи поголем фокус кон предизвиците од Кина и Русија. А на НАТО самитот првпат беше и Северна Македонија. Генералниот секретар Столтенберг рече дека членството на државата ќе биде добро за целиот регион. Владимир Мирчевски известува. На еден НАТО самит македонски представник седна на иста маса со останатите 29 земји членки. Лондонскиот собир на врвот на Северноатлантската алијанса може да се смета за историски за земјава, како најава за она што ќе биде вообичаена практика откако и формално ќе се заокружи процесот на придружување на Северна Македонија во најмоќниот воено-политички сојуз. Дека членството е само прашање на време зборува и членот 5 од Лондонската декларација во кој стои: посветени сме на политиката на НАТО на отворена врата која ја зајакнува алијансата и донесе безбедност за милиони европејци. Северна Македонија денеска е овде со нас и наскоро ќе биде нашата најнова членка. Тоа го потврди и генералниот секретар. North Macedonia and Prime Minister Zoran Zaev was warmly welcomed. Северна Македонија и премиерот Заев беа поздравени на денешниот состанок и сите очекуваме земјата како 30-та членка на НАТО. Ова покажува дека вратата на НАТО е отворена и силно веруваме дека членството на Северна Македонија ќе биде добро и за државата и за регионот. Заев, која предводи делегацијата во Лондон, се сретнал и со шпанскиот премиер Санчез, чија земја поради вонредните избори остана последна за да го ратификува пристапниот протокол. Откако процедурата ќе помине во Мадрид, македонското собрание треба да го ратификува договорот за пристапување во НАТО. ВМРО ДПМН денеска доставило вакво барање до спикерот, за кое тој, повикувајќи се на уставот, вели дека треба да се прати до владата. Во тој контекст, испоред деловникот, надлежноста на поднесување предлог закон за ратификација на меѓународен акт е во надлежност на владата и никој друг не може тоа да го покрене. Барањето на пратениците како такво ќе биде препратено до владата и тие ќе решаваат по кој пат и на каков начин ќе постапуваат. Очекувањата се дека процесот во Шпанија ќе заврши до крајот на јануари. За македонскиот парламент да има доволно време да го ратификува членството во НАТО пред формалното распуштање на собранието, кое Џафери го најави за 11 февруари поради предвремените избори предвидени за април. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Ефтин национализам кој тивко толерира корупцијски скандали, заклучи Хелсиншката комисија во САД за состојбата на Балканот, вклучително и за Северна Македонија. Јане Бојаджиевски ги има деталите. Панелистите од Северна Македонија, Србија и Босна и Херцеговина се осврнаа на актуелните политички лидери во регионот кои што покажуваат недоволни иницијативи за понатамошни демократски промени, кои што може да водат до нивна смена од власта и наместо тоа и натаму играат на картата на ефтин национализам, кој премолчено толерира корупцијски скандали. Упатија предупредување дека странските инвестиции кои се витални за подобрување на економскиот перформанс
се обесхрабруваат поради бизнис климата која е обременета од недостиг на владење на правото. Истражувачот Миша Поповиќ од Институтот за демократија за Гласот на Америка смета дека од корупцијата не е имуно ниту македонското општество. Миша, несомнено е дека корупцијата се наоѓа во сите пори во општеството и во Северна Македонија. Има ли излез? Има излез. Корупцијата бара одлука од страна на највисокото политичко раководство и консензус помеѓу сите политички партии дека ќе се борат против корупција. Тоа е на една страна. На друга страна е константна работа на институциите да се подобруваат самите себе си, да го зголемуваат отпорот против корупција. Корупцијата влие и врз трендот на одлив на мозоци и високообразовен кадар, вели Поповиќ. Големите корупцијски скандали, вклучително и овие што се случуваат во последниот период, влијаат прво на разочарување, понатаму влијаат на недоверба на граѓаните во институциите. И тоа е еден од факторите на иселувањето. Сега ние приметуваме дека високо квалификувани луѓе се иселуваат од државата, кои што не неопходно се иселуваат заради пари или заради повисока плата. Некои од нив живеат со многу висока плата во Република Северна Македонија, меѓутоа се иселуваат заради квалитетот на животот. Квалитет на животот подразбира здравство, подразбира здрава животна средина, квалитетен воздух, подразбира предвидливост на работата на институциите. Сите беа едногласни. Балканот, без исклучок, е поле и за влез на странски инвестиции со сомнителен карактер, вклучувајќи и руски, кои предпочитаат наметнување на политичко влијание отколку профит. Учесниците на Американската Хелсиншка комисија истакнаа дека секоја странска инвестиција со сомнително потекло на Балканот мора да биде внимателно анализирана, затоа што таа ги подрива институциите во секоја од земјите во регионот. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Првата дама на САД традиционално секоја година за Божич ја украсува Белата куќа. Овој пат се одлучи за патриотски декорации. Пеци Видасквара има повеќе. Меланија Трамп оваа година избра божикните декорации да бидат на тема Духот на Америка. Како и минатата година, Белата куќа издаде видео во кое се гледа првата дама како ги прави последните подготовки за прикажување на божик на украсената Бела куќа. Меѓу украсите се и орнаментите од кампањата со нејзин подпис за добросостојбата на децата биди најдобар. Традицијата на избирање тема за божикно декорирање ја започнала Джеки Кенеди во 1961 година, но обичајот Белата куќа да се украсува за празниците почнал и порано, вели историчарот Метио Костело. На почетокот на 20 век, председателите не ја декорирале само резиденцијата, туку божикни декорации се поставувале и на долниот кат и на влезот за државници. Оваа година Меланија Трамп избра потрадиционална американска тема, слично како и многу претходни први дами на САД. Ford's second Christmas in the White House is much like the first, traditional, homemade and pure Americana. Минатата година таа беше многу критикувана што избрала црвени елки за божикното украсување на Белата куќа. Оваа година повторно има критики. Костело вели дека критики имало и ќе има за секоја администрација. Секогаш некој не е задоволен и семејствата на Обама и на Буш беа критикувани. Тоа доаѓа со работата, дел од живеењето во Белата куќа и партиската поделеност во државата. Божикната декорација на Белата куќа е откриена неделава, но волонтери работеле на задачата уште од јули. Продолжете да се пријавувате за календарот за новата година. Информациите можете да ги најдете и на нашата веб страница. Јас сум Милена Ѓоргиевска. До гледање до утре.